ССМ го радикализираше штрајкот со 3-часовна блокада на влезот и излезот на Скопје кај населбата Автокоманда, со што ги повикаа надлежните да го исполнат ветеното, кои натака се глуви на барањата на јавната администрација. Сојузот на синдикати на Македонија се извини до граѓаните кои утринава се соочија со сообраќаен хаос, но како што велат, ова е порака дека ги блокираат пратениците и министрите. Денеска ги блокираме оние пратеници, оние министри кои не поддржуваат во нашите барања, бидејќи знаеме не се сите од Скопје. Апелирам, сватете не сериозно. Ние ќе бидеме секој ден на улица доколку не се исполнат овие барања кои се неопходни во моментот. Не може да ни сервирате зголемување на струјата, а да ни кажете дека треба да имаме нова методологија за плати. Затоа, сериозно сватете работата, продолжуваме понатаму, во најава утре ви кажувам, протест, револт пред Министерството за труд и социјална политика. Од синдикатот велат дека нема да отстапат од барањата. Најавија дека штрајкот ќе продолжи и утре, а своите ставови ќе ги кажат пред Министерството за труд и социјална политика. Штрајкот на јавниот сектор започна минатата недела, откако од власта не им го дадоа ветеното покачување од 2806 денари. Според правилата за штрајк, во јавните установи се работи со 10% расположлив капацитет на кадар. Една недела се на улица, но до сега никој од владеачкото мнозинство не ги повика на разговор. Поддршка добија од опозицијските ВМРО, ДПМН и Алијанса за албанците, како и од движењето Беса.